почитувана градоначалничке Петровска, почитувани членови на Советот, почитувани мештани, почитувани медиуми. Како што можеме да видиме, веќе завршува реконструкцијата и проширувањето на патниот правец село Кажани, село Маловиште. Ова инвестиција од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој е поддржана со грант од 16,2 милиони денари. Во исто време, на територија на општина Битола, преку програмата за рурален развој која имплементира агенцијата, се поддржани вкупно 5 проекти со финансиска поддршка од 36 милиони денари. На овој износ општината треба да си плати уште ДДВ и одредени трошоци кои што се појавуваат при реализација на проектите. Преку оваа делница, граѓаните добиваат уште еден квалитетен пристап до Националниот парк Пелистер, бидејќи село Маловиште е единствено населено место во Националниот парк. Со тоа, на жителите од ова населено место им овозможуваме да вложат многу повеќе во развој и на планинскиот, меѓутоа и на селскиот и манастирскиот туризам, бидејќи на овој дел имаме доста културни знаменитости, а самата природа, самиот национален парк Пелистер ни дава можност токму за развој на планинскиот туризам. Преку овој проект исто така овозможуваме населението од Маловиште, Кажани и другите околни населени места да имаат лесен, брз проток на добра и услуги, а исто така да имаат брзо и лесно поврзување со градовите Ресен и Битола. Со задоволство можам да искатакнам дека средствата од програмата за рурален развој овозможуваат равномерен регионален развој на територијата на цела Република Северна Македонија. Со реализација на околу 200 проекти од програмата за рурален развој во висина од 38 милиони евра, покажуваме дека како влада обезбедуваме квалитетни услови за живот на сите граѓани без разлика дали се наоѓаат во урбаните или руралните средини. Наша обврска е преку мерките и политиките кои ги креираме како влада, а ги имплементираме како агенција, да ги мотивираме граѓаните да создаваат собствени бизниси, да ги развиваат и малите рурални средини без оглед на нивната местоположба. Само со создавање на квалитетни услови за живот можеме да влијаеме врз намалување на одливот на младите луѓе од државата и од руралните средини пред се, а исто така да ги задржиме народните огништа и да вложуваат во собствени бизниси. На крајот, ќе ми дозволите како битолчанец во предвечерието на 4 ноември, значи денот на ослободувањето на Битола, со ваков и уште други заеднички проекти, да го честитам празникот, денот на ослободувањето на град Битола. Благодарам.